И ако направиме некакво премостување на действието од оваа песна со ова што ни се случува овде и сега, чинам дека нема големи разлики. Например, и денес е еден прекрасен мајски ден. И денес сме под кулите на Струмица, отинели Струмица така ја нарекуваат, град под царевите кули. И денес сме под едно дрво. Не е бор, ама е прекрасен јавор. И денес љубов е во прашање. Не љубов меѓу оние двајца влюбени, туку љубов помеѓу Струмица и струмичани, помеѓу струмичани и Струмица. Како резултат на таа љубов се роди ова дело кое денес го промовираме. Тоа е монографијата Струмица и Струмичко низ просторот и времето на националната установа Завод музеј од Струмица. Почитувани дами и господа, добре дојдовте на промоцијата. Збор има првиот човек на општина Струмица, градоначалникот Костадин Костадинов. Господин Костадинов, повелете. Почитувани сограѓани, почитувачи на вистинските и трајни вредности, почитувани дами и господи. Гордост, радост и среќа. Тоа се трите чувства кои ме обземат во овој момент кога промовираме едно исклучително, вредно, би рекол капитално дело, кое го заслужува вниманието не само на струмичката, туку и на пошироката јавност. Монографијата Струмица и Струмичко низ просторот и времето на националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Струмица е вистински доказ дека овој наш град и неговата околина не се дрво без корен, туку бујна вегетација која обстојувала од давнешни до денешни дни. Оваа монографија всушност е најважниот дел од личната карта на Струмица и Струмичко, лична карта на која печат и подпис ставиле генерации и генерации струмичани, кои со огромна љубов кон родниот крај дале несебичен влог во неговиот развој. Историјата, културно-историското наследство и културниот живот се трите главни сегменти кои ја креирале физиономијата на Струмица и Струмичко, низ просторот, но и низ времето. А ние, сегашните генерации, додаваме своји белези во тој пребогат мозаик. Тоа значи дека оваа монографија представува убава и црста платформа врз која некои идни наши поколенија ќе имаат можност да ја надоградуваат сликата за домот во кој живееме. И добро е да биде така, како што е добра и нужна, и нужноста од создавањето нови вакви и слични публикации кои ќе ја комплементираат сликата за Струмица и Струмичко, со сите останати сегменти покрај споменатите три. Таквата нужност произлегува од фактот дека врз ова парче земја се напластувале печати од разни цивилизации и од разни епохи. И секоја од нив оставила своји карактеристики во живеењето и развојот на овој наш крај. Сигурен сум дека луѓето од сегашниот и некои идни колективи на Завод музеј Струмица со текот на времето и преку идните истражувања ќе пронајдат уште многу непобитни докази за еволуцијата на струмичкиот крај. Убеден сум дека ќе излезат на површина уште многу градби, артефакти, историски приказни и фактографски елементи кои ќе го збогатат уште повеќе и онака богатиот мозаик на Струмица и Струмичко, кои го сочинуваат бројните примероци од движното и недвижно културно наследство на нашиот крај. Сето тоа, како трајно сведоштво за Астрајон, Тивериопол и Струмица, низ годините, вековите и милениумиите на назад, ќе треба да најде свое место во некои наредни публикации и монографии и на тој начин спастрено од заборавот и заштитено од влијанието на новите времења.
Почитувани присутни, познатиот Сигмунд Граф рекол: секој успех е триумф на упорност. И тоа навистина е така. Монографијата Струмица и Струмичко низ просторот и времето е вистински триумф на упорноста на луѓето. Од Завод и музеј Струмица, па во оваа прилика сакам да им честитам на сите автори на оваа публикација, но и на сите фотографи, внатрешни и надворешни соработници, преведувачи и други луѓе кои се вложиле себе си во ова исклучително вредно дело за државата. Се надевам дека монографијата ќе најде свое место во што поголем број на домашни библиотеки на струмичани, а со сигурност знам кој ќе биде подарокот што со гордост ќе им го дарувам на сите гости од земјава и странство кои ќе ја посетат општина Струмица. Нека знаат каде дошле и зошто треба со почит и добра мисла повторно да ни дојдат. Нека ни е со среќа монографијата. Ви благодарам на сите. Му благодариме на градоначалникот Костадинов и сосема се согласувам со него кога вели дека оваа монографија буди кај секој од нас и гордост, и радост, и среќа. И исто така се согласувам со него кога тој вели дека нужно е да се продолжи истражувањето во Струмица и да се издадат нови публикации, нови монографии, за да се комплетира сликата за Струмица и Струмичко. Од Струмица крие многу интересни приказни. Еве ќе ви кажам една. Овој јавор, кој гордо е испрвен на сите нас, кој знае колку е стар, тоа веројатно никој не може да го каже. Но тој крие многу приказни и за љубови, и за еснавски муабети, и за чашички муабети, и за многу други случувања во него и надвор од него. Јас ќе ви кажам само една приказна. Во 1959 година, на овој јавор, не знам на која висина, еден ден осамнале 4 инки од лим. На 4 страни од јаворот. 4 инки од лим. Јас не знам дали тие инки ги направил лимарот Никола Калајджиев, мојот татко, кој имаше дукан веднаш над малиот градски парк. Но со сигурност знам дека неговиот брат, Хиро Калајджиев, од градот Струмица бил испратен во Загреб. За да ја купи првата радио опрема за потребите на Струмица. И тоа тој го сторил, речено сторено, патувал за Загреб, ја купил опремата и дошол во Струмица. Истата била монтирана и еден ден од тие инки се чул гласот. 1959. Зборува радио Струмица. Радио Струмица на средни бранови должини и така натаму, а преполно народ во овој парк слушале вести, слушале песни, било преубаво. И така секој ден, додека струмичани не ги купиле првите радиоапарати. Тоа е историја. А кога сме веќе кај... Благодарам. А кога сме веќе кај историјата, удавам збор на историчарот Драги Ѓорѓиев, на академикот Драги Ѓорѓиев, на струмичанецот Драги Ѓорѓиев. Господине Ѓорѓиев, повелете. Струмичанецот Драги Ѓорѓиев најмногу ми се допадна. Почитувани присутни, почитувани струмичани, денес имам огромно задоволство да бидам промотор на една прекрасна публикација за едно патување низ минатото и историјата и културното наследство на Струмица и Струмичко. Ова промоција, промоција имало многу и ќе има, меѓутоа промоцијата кога се прави пред собствената публика, јас се уште струмичани ги доживувам така, буди едно посебно чувство и можеби мала трема, но во секој случај позитивна трема. И оваа промоција за мене е посебно важна, бидејќи
прво промовирам книга, издание за градот во кој јас сум роден и сум растел. И второ, затоа што автори на ова книга, на ова публикација се мои колеги со кои сум соработувал, со кои лично се познавам и за кои знам дека со децении многу искрено и посветено работат на откривањето на вистина возбудливото минато и културно наследство на Струмица, се обидуваат тоа да го презентираат пред и струмичката, и македонската јавност на многу професионален начин и ова дело всушност покажува дека тие на вистина се многу успешни во тоа и тие самите и Националната установа музеј, Завод и музеј на Струмица и Струмица можат да бидат горди на една ваква институција и на вакви вработени. Но дозволете ми да јас ова што го премив како промоција да го прочитам, бидејќи ние историчарите ако почнеме да раскажуваме ќе треба многу време за тоа. Значи, најпрвим би сакал да дадам една кратка, краток преглед на структурата и содржината на оваа книга, а потоа моите лични впечатоци од ова дело. Книгата Струмица и Струмичко низ просторот и времето во издание на Националната установа Завод и заштита на спомениците на културата и музеј на Струмица има вкупно 176 страници поделени на 15 посебни целини кои се подредени според хронолошки тематски концепт. Патувањето низ просторот и времето на Струмица и Струмичко авторите го започнуваат со праисторијата и продолжуваат со презентирање на културно-историското наследство од времето на неолитот, енеолитот, односно бакарното време, од кога може да се следи континуираното населување на познатиот локалитет Цареви кули. Потоа следуваат бронзеното доба и железното време, при што повторно во центарот на вниманието се Царевите кули. Во следната целина, која е посветена на раната антика, авторите го потенцираат првото споменување на Струмичката област од страна на античкиот автор Тукедид во 5 век пред наша ера. Тоа е периодот кога на овие простори доминираат пајоните, при што се спомнуваат пајонските племиња Астраи, Добери и Иори, кои живееле на просторот на Струмица се до нивното покорување од страна на македонските кралеви Филип II и Александар III. Со доаѓањето на римјаните во 168 година пред наша ера, од можното име Астрион градот се преименува во Ивериопол и тоа име останува до втората половина на 10 век, кога името Струмица за прв пат се среќава во Асемановото Евангелие. Во периодот на доцната антика, авторите веќе не запознаваат со христијанството и со уметничкиот израз присутен во најраните светилишта, како што е храмот на светите 15 тивериополски свештеномаченици, со што се потврдува еден временски културолошки континуитет на цивилизацијска присутност на овие простори. Тоа се потврдува и кај познатите црковни комплекси Свети Леонти во Водоча и Света Богородица Елеуса во Велјуса. Се разбира, оваа културолошко патување е проследено со информациите за политичката историја од тој период, за битката на Беласица во 1014 година, за трагичната судбина на цар Самуил и за последиците од тие настани. Класичниот османлиски период е представен преку најзначајните објекти на сакралната и профана ориентално-балканска архитектура, како што е Орта џами, но и преку стопанско-социјалната димензија на општествениот живот, како што бил Долјанскиот панагюр кај селото Долјани во близина на денешното Банско. Дозволете ми во оваа прилика да цитирам еден краток сегмент за овој панагюр, преку кој авторите на извореден начин ја доловиле атмосферата присутна на овој панагюр. Цитирам: во сезоната на цреши се собирале сите трговци од копно и море на сите 7 клими во светот. Подигале илјадници шатори,
и продавале стотици илјади товари стока. Се продавало птичје, човечко и лавовско месо, и млеко, се извинувам. Жените својата тајна стока јавно ја продавале. И сите се овде, и магесници, и жонглери, и комарџии, и атлети, и повикувачи на духови, и голтачи на сабји, и мечкари, и дресери, и храбри луѓе, и занесни убавици. Крајот на османлискиот период е означен со активноста на Македонската револуционерна организација и со потенцирањето на улогата на најзначајните представници од Струмица, како што биле Стојан Ѓорѓиев и Доне Лазаров, првите приврзаници на Македонската револуционерна организација. Се разбира, потенцирана и улогата на најважните дејци на организацијата, кои биле активни во Струмичкиот крај, како што се Гоце Делчев и Јане Сандански. Трагичните балкански војни биле трагични за Струмица, која доживува една од најголемите катастрофи во своето постоење, низиното спалување на 8 август 1913 година. Следи Првата светска војна и периодот по неа, кога Струмица започнува да го менува својот изглед со градење на објекти со западноевропски архитектонски карактеристики, како што е зградата на општината, како и куќите на побогатите жители долж Скопската, старата Струмичка чаршија. Во Втората светска војна, Струмица и Струмичко изнедриле 3800 борци, од кои 73 загинале, а еден од нив, Благо Јанков Мучето, бил прогласен за народен херој. Авторите посветуваат посебно внимание и на традиционалната народна носија како израз на фантазијата и автентичниот народен уметнички израз, на сликарството во црквите од 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, како и на занаетите присутни во Струмица и Струмичко. Публикацијата завршува со делот насловен "Модерна Струмица и Струмичко". И овде се представени сите оние културно-уметнички институции и манифестации кои денес ја прават Струмица еден од најинтересните македонски градови, во кои културата има достигнато изворедно високо ниво и по кои таа е препознатлива и надвор од Македонија. Ќе спомнам само некои од нив. Меѓународната ликовна колонија, фестивалот на камерен театар Ристо Шишков, Струмичкиот карневал, меѓународниот филмски и видео фестивал Астерфест, Струмичкиот опен фестивал, а од институциите тука се Центарот за култура Антон Панов, Народниот театар Антон Панов, библиотеката Благо Јанков Мучето. Патувањето и приказната за Струмичкиот културен историски простор завршува со Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Струмица, каде и всушност се родила идејата за ова патување, што ја покажува и скромноста и доблеста на вработените во оваа институција. Овие текстовни целини се проследени со многу квалитетни фотографии и цртежи во боја и во црно-бела техника, кои се однесуваат на бројните артефакти, археолошки наоди, личности, објекти и документи. Тие прават книгата изворедно богата со визуелен материјал, со што всушност се визуализира на културната, урбаната и политичката историја на Струмица и Струмичко, а со тоа исто така е запазено едно од основните начела при ваквите изданија, односно богатиот визуелен материјал. Дозволете ми сега да го изнесам моето лично видување и моите впечатоци од ова дело. Книгата Струмица и Струмичко низ просторот и времето јас би ја нарекол културно-историска студија за минатото и сегашноста на еден од најубавите и најзначајни македонски градови. Оваа студија, покрај незнината основна улога да го представи богатото културно наследство на Струмица и Струмичкиот регион, има една друга важна димензија. Таа димензија е овозможена преку мултидисциплинарниот пристап во презентирањето на темите и на школски начин ја покажува улогата на градовите во обликувањето на националната култура како обединувачка категорија на еден народ. Ваквиот мултидисциплинарен пристап кон представувањето на културно-историскиот развој на еден град, во кој како главен сегмент се вклучува и културната антропологија, на извесен начин обезбедува нетрадиционален начин на читање на минатото на градот. Ваквиот пристап обезбедува активно следење на животната приказна на еден град на неколку нивоа,
А како резултат на тоа се откриваат вистинските внатрешни градски состојби и структури, се открива сликата на вековните социјални односи, како и неговиот урбан развој. Се разбира, во прикажувањето на историјата на една градска населба, неизбежно е фокусот да биде ставен и на руралната средина, што води кон една интегрирана урбана историја на еден цел регион и што овозможува да се согледат меѓусебните влијанија, но и процесот на трансформации што се случувале во текот на времето на овој простор. Конечно, со таквиот пристап, авторите успееле да создадат една привлечна наративна историја за Струмица и Струмичко, историја која поради тоа представува и привлечно четиво за општата публика и наратив разбирлив за сите. Почитувани, ова историско-културна биографија на урбана Струмица и Струмичко заслужува внимание и поради тоа што таа вешто ги опфаќа меѓусебните односи на различните социјални и општествени димензии присутни во градското живење, како што се високата култура, популарната култура, уметноста, само да не ми летне некој лист, политиката, демографијата, како и физичкиот раст на градот и неговите падови, при што се создале различни културни и цивилизацијски слоеви. Во овој случај, ние пред себе имаме една изворедно успешна историска приказна за Струмица и Струмичко. Струмица, град кој иако не е најголем и најважен во државата, тој е еден од најзначајните во секој поглед. Затоа што историската, културната и урбаната природа на Струмица ги преминува локалните граници. Археологијата, архитектурата, социјалната историја, урбаната социологија на Струмица и Струмичко се важни за еден многу поширок простор. Оваа студија покажува дека историскиот, културниот, политичкиот, социјалниот контекст на Струмица во минатото и сега се контексти на еден важен град и регион. Социјалните историчари сметаат дека е помалку важно пишувањето на историјата на еден помал град. Но оваа книга го потенцира фактот дека социјалната историја на било која урбана средина го разбира секој град, макар да е тој помал, како процес. Ако градот најчесто го разбираме и вреднуваме како творба и слика, што се создава низ времето како израз на колективна меморија, тогаш еден од најважните квалитети на оваа книга е тоа што таа не дозволува градот да биде заборавен и да се изгубат сеќавањата на него. Имено, книгата опоменува и дава до знаење дека секогаш треба и мора да има простор за абсорбирање на новата меморија во институционалното и во индивидуалното градско паметење. Оваа книга исто така покажува дека историјата на градот е всушност историја на негово постојано реформулирање и модернизирање, посебно во 19-тиот и целиот 20 век. Тоа всушност значи дека ние може да зборуваме за град составен од различни градови, обележан со различни значајни и помалку значајни резови, подеми, падови, мерила и фигури. Она што е особено важно е фактот што оваа студија ги оживува, ги прави видливи и достапни сите оние состојби, настани, простори, личности, објекти кои најчесто за многумина се невидливи, потиснати, заборавени. Состојби, простори и настани кои со својот интензитет и шум оставиле длабоки траги, понекогаш и лузни на лицето на градот, но траги кои не можат да бидат заборавени, игнорирани и избришани, бидејќи тие се дел од идејата за градот. И нивното заборавање би значило и заборавање на градот како колективна меморија. Тоа овозможува постојано ново читање на градот, кое пак овозможува сваќање и прифаќање на неговата постојана трансформација, без разлика дали кон подобро или кон полошо. Меморијата, односно сеќавањата запишани во книга, овозможуваат да се спречи деструкција на читањето на градската приказна и да не се заборават најсуштествените слики на градскиот простор и неговата околина во минатото и сега.
А книгата Струмица и Струмичко низ просторот и времето, преку едноставниот, популарен, но во исто време изворедно одмерен научен пристап, го овозможува токму тоа. Лесно да ја читаме Струмица и незината околина и да ги следиме сите нејзини трансформации, подеми и падови и да го имаме пред нас визуелно и дескриптивно сето нејзино културно-историско наследство и сите нејзини цивилизацијски слоеви и нивоа, презентиране и на македонски и на англиски јазик. Тоа е книга која во својот дом треба да ја има секој струмичанец и да биде горд на неа и на нејзините творци, затоа што во неа е презентирано сето она што вреди и е важно за овој град и за неговите жители. Несомнено, таа ќе ги поттикне уште повеќе да го сакаат својот град, но и да бидат одговорни кон него и кон неговото наследство. Затоа што без негување на колективното паметење на нашето наследство, ветриштата на историјата ќе го разнесат тоа што не прави да припаѓаме на еден град, тој да ни припаѓа нам и конечно да припаѓаме на една заедница. Најпосле, не помалку е важно и тоа што оваа публикација на моќен начин го демонстрира професионалното ниво што го достигнала институцијата Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Струмица и нејзините вработени во текот на 7 децении од нивното постоење. Ова институција со својата неверојатна активност, со научните истражувања и конечно со своите изданија, како што е трудот што денес го промовираме, представува важна алка од академскиот живот на Македонија и по ништо не заостанува за другите научни институции во нашата држава. Затоа на крајот од оваа промоција дозволете ми да упатам искрени честитки за овој јубилеј 70 години постоење на моите колеги и да им посакам многу здравје и успеси во работата и да не радуваат со уште многу вакви изданија на кои сите ние ќе бидеме горди. Исто така, на крајот би сакал да го поздравам и учеството на локалната власт во издавањето на оваа книга, затоа што на вистина финансирањето и поддршката на институциите од културата и науката од локалната власт е повеќе од неопходна и струмичката локална власт на вистина ја почувствувала потребата да го финансира ова издание и учествувала во неговата публикација и како што рече градоначалникот, можат со гордост да ги даваат на сите своји гости кои ќе доаѓаат во Струмица. Благодарам. Добро Рујак, денес промоција на Струмица и Струмичко монографија низ просторот и времето. Колку е значајна ова монографија пред се за Струмица и Струмичко? Да, се работи за едно четиво кое што сметам дека ќе биде неодминливо во било кој разматрања за градот Струмица, почнувајќи од праисторијата до денес. Се нормално внатре се представени културно-историското наследство на овој град и пошироко околината се разбира. Оно што е битно да се каже дека ја обработува и културата покрај културното наследство. Се работи за едно четиво кое што се инкорпорирани последните истражувања во последните 20 години и она што нормално го знаеме за самиот град. На еден така стеснет начин прикажано е со многу илустрации, со многу фотографии, многу од нив за прв пат прикажани пред јавноста. Сметам дека Струмица со ова добива еден квалитет повеќе, практично нешто кое што ќе биде поттик за понатамошни изданија од ваков тип. Кој се работеше на оваа монографија? Знам дека освен вас ставија печат и други автори на ова дело. Да, знаете, овде се вклучи речиси целата наша институција, плюс колеги од другите институции, пред се од Националната установа Антон Панов од Струмица. Значи, речиси сите колеги стручни кои што од своите области дадоа свој придонес, така што ова е практично еден труд кој што произлегува на нашата институција Завод и музеј Струмица.
И уште едно прашање, колку ова монографија ќе биде достапна до не само с македонската јавност, туку и пошироко, бидејќи и на македонски и на англиски, ја претпоставам, правите едно ретро на културното наследство на Струмица, кој што може да поттикне и привлекување на туристи, едноставно еден пресек на животот на Струмица низ времето во последните 20 години, како што рековте вие. Така. Како ќе може да се види и ќе успее ли да донесе повеќе гости овде? И ја, да бидам искрен, се надам, тоа беше примерната улога на ова публикација, односно монографија. Знаете, првенствено беше наменета за пошироките народни маси, односно за граѓаните и за оние кои што доаѓаат во Струмица. Наскоро ќе излезе во речиси сите продажни места, значи ќе биде достапна. И сметам дека ова можеби ќе поттикне понатаму поголем интерес не само за културното наследство, туку и за сите оние манифестации кои што градот ги негува по последните 10 на 15-20 години. Рековте дека за прв пат се споменува нешто или фотографии во ова монографија. На што конкретно алудирате? Па, знаете, прв пат имаме одредени фотографии кои што излегуваат пред пошироката јавност. Потоа прв пат се некои сознанија кои што се истражувани во последните 10 години. Знаете, нешто од тоа не е публикувано. Овде ќе можат читателите, односно граѓаните, тоа да го спознаат. И на едно место сублимирано се практично што треба да се знае за градот Струмица и за околината.